Рускиот монарх Петар I беше чудовишно глупав цар, идиот и недоумник. Сите дејства на Петар I се глупи до кретинизам. Литераторите кои ја напишаа историјата на Русија го направија Петар херој на реформите. Во продажните литератори имаше задача да измислат друга верзија на минатото. Тие составија многу неверојатни глупости, например реформата на календарот. Се смета дека порано Русија живеела според календарот од создавањето на светот. Петар I го отмени овој календар. Година 7208 од создавањето на светот стана година 1700 од рождеството Христово. Руски и советски историци велат дека ова беше голем чекор за модернизација на заостанатата Русија. Наводно со оваа акција Петар синхронизирал календари со водечките европски земји и создал единствено календарско пространство, во кое е удобно да се занимавате со трговија, производство, дипломатија, образование. Се тврди дека Петар I ја поставил Русија на едно ниво со високо развиените европјани. Многу во озвучи. Сепак ваква глупост може да напишат само незнајковци или измамници. Тоа се историчарите. Да погледнеме на официјалните факти. Порано Европа живееше според јулијанскиот календар. Но се покажа дека јулијанскиот календар не е многу точен. Должината на годината во јулијанскиот календар е 11 минути подолга отколку во реалност. Иако грешката е многу мала, за 128 години јулијанскиот календар заостанува за еден ден. Затоа во 16 век беше усвоен попрецизен календар. Го нарекоа Григоријански, во чест на папата римски Григори. Во тоа време политичката карта на Европа беше поинаква, но ќе ги наречам современите региони за да ви биде јасно. По упатство на глава на Римската црква, католичките држави во Европа преминаа на новиот Григоријански календар. Тоа се Франција, Италија, Шпанија, Португалија, Полска, делумно Германија и Холандија. Католиците направиле премин на новата верзија на календарот многу пред раѓањето на идниот руски цар. Во 1700 година, протестантските земји во Европа исто така се откажаа од јулијанскиот и го прифатија Григоријанскиот календар. А тоа се Германија, Данска, Норвешка, Шведска, Холандија, Швајцарија. Ги именувам областите според современата географија. Но во Русија глупавиот Петар I воведува застарениот јулијански календар, од кој се откажаа сите развиени земји во Европа. Овие земји му служеле на Петар I како пример. На нив тој се равњавал, ги земал за пример за реформирање на заостанатата Русија. Така велат историчарите. Но календарската реформа на Петар не создаваше единствено календарно просторно со европјаните. Не ги подобри односи, затоа што датумите се уште излегуваа различни. Европа живее според Григоријанскиот календар, Русија според јулијанскиот. Разликата помеѓу календарите на почетокот на 18 век изнесувала 11 дена. Промената на календарот е многу сложен настан. Потребно е да се преработи огромно количество документација. Потребно е да се навикнат сите граѓани на новиот ред. Тоа е тешко, тоа е скапо, тоа е тешко, тоа долго време го нарушува функционирањето на јавните механизми. Ако се прави календарска реформа, треба да се избере најдобриот, најточниот, најновиот календар, Григоријанскиот. Така големи општествени промени како што е реформата на календарот се подготвуваат многу долго време. На почеток долго дискутираат дали нововведењето вреди за неудобствата и трошоците што ќе настанат за време и по реформата. Секогаш има поддржувачи, секогаш има противници. Потоа, за идната реформа однапред им се раскажува на целото население, за да имаат време да се подготват. Петар I не можеше да не знае дека половина од Европа живее според новиот Григоријански календар, а другата половина се подготвува да премине на него. Но големиот руски реформатор избра застарен календар, Јулијан. Русија можела да усогласи календари само со Грција, Бугарија, Романија и Србија. Тие не преминаа на Григоријанскиот календар. Историјата не ги смета овие држави за водечки земји во Европа во тоа време. Повеќе од тоа, овие територии беа делови од Османлиската империја. Во 1700 година Велика Британија не воведе јулијанскиот календар, но тоа го направи во средината на 18 век. Русија премина на Григоријанскиот календар само на почетокот на 20 век, по многу жестока револуција. Историскиот факт на смена на календарот во Русија никако не се совпаѓа со објаснувањата на историчарите. Често се случува така, бидејќи историјата е измислена од лажговци. Или Петар I, заедно со раководството на Руската империја и научниците од академиите и универзитетите, беа неверојатно глупави. Замислете,
Сите министри, сите управители, сите научници, идиоти. Под водство на луд император. Тие не разбираа што прават и зедоа застарен календар. Така изгледа од официјалната историја. Но ако раководителите на Русија не биле глупаци, како што ги прикажуваат историчарите, значи во минатото била сосема поинаква ситуација. Други државни и политички поделби. Тука има што да се сокрие. Историчарите секогаш им служат на политичарите и го препишуваат минатото по нарачка на актуелната власт. Многу интересна тема. Да продолжиме.